Југоносталгичарите подготвија специјална празнична програма. Во своите настапи исполнети со тага и сеќавање на маршалот и неговите дела. Со огромна доза на емоција се користат соцреалистички елементи кои ги откриваат длабоките импресии за системот и влијанието кое тој го имало врз генерациите. Стиховите сами доаѓаат и наизуст се редат. Републико мила, топло гнездо моје, го славиме денес раѓањето твое. Вечно да си млада, најсрекна во свет, Републико мила, мајски китен цвет. Со марами, со титовки. И дававме заклетва, денес кога станувам пионер, ветувам и така натаму. Придонесот за развојот на поетскиот дух е само едната страна од медалот. Конзервативците и ултрадесничарите пак се порационални иако се обидуваат да градат идеолошка подлога на сосема друга основа. Со подглотнување и огромно задоволство се сеќаваат на тогашните сериозни системски придобивки од комунизмот, чии долгови ги плаќа денешната демократија. А работеа кантите сирењи, да ве подсетам, полутки. Знаете ли вие што е полутка? Не знам. Свинска полутка. А сега чим ќе кажам свинска, знае. Синдикатот даваше половина свинче, па даваше пилиња, кути и така натаму. Значи тоа беше систем. Традицијата на сеќавање, но и подсетување на слабостите и маните на актуелниот во споредба со претходниот систем се огледа и во уште една рецитација. Тие прводененски стихови сликовито го пишуваат тоа што сега не постои, ама не затоа што нема кој да пишува. И да врне, и да вее, и бура да коси, за мене тоа ништо не е, поштар пошта носи. Во модерна верзија се огледа дека поштата изгоре во нивно време, а архивите исчезнуваат кога тие управуваат. Би било рационално да биде измислен нов стих, поред кој се може да коси, ама ништо не може да се промени за некој од дуи конечно одговорност да сноси. Оттаму и предлогот какви символи треба да имаат сите судници во земјава. Две работи ви фалат во објектот, знакче на влезот дека е забрането влеза функционери на ДУИ, барок на фасада, за да биде комплетна сликата за нашиот правосуден систем. Таквата слика никако не може да биде потполна, бидејќи токму тие за кои станува збор се однапред предодредени да решаваат кој ќе влезе во таа просторија. И токму тие во име на народот и на државата одлучуваат и за корупцијата, и за криминалот. Џабе чекање, кога списокот е веќе направен. Знаете, за жал се работи веројатно за тип на луѓе кои што судското или обвинителското место им се загарантирани уште пред да се родат. И на крајот, за дилемата околу тоа кој за кого можеби подработува. Имам информација дека од неколку милиарди долари Путин има дадено на Балканот за пропаганда. Зашто него му се тие неколку милиарди една доручек за нас. Значи, нормално дека тој по секој начин сака да спречи Западниот Балкан да влезе во Европска унија. Изгледа дека не е само тој што го попречува патот. Се појасно станува и се погласно се зборува дека на блокадата, иако веројатно не во негова чест, стојат и оние на кои интеграцијата им е само во името.